Добро вечер, го следите Дневникот на Канал Плюс во 20 часот. Во продолжение следи кратка најава за дел од настаните. Останете со нас и информирајте се за настаните од регионот. Денеска во село Цера, Македонска Каменица, се одржа 4-та поред манифестација Бабина баница. Според старата традиција се подготвуваше баница под Вршник. Во Пробиштип се осветуваше крстилницата во црквата Успение на Пресвета Богородица. Воедно денес се крштеваа и деца. Утре ќе се преговара за исплатата на К15 да биде на доброволна основа. Регресот за годишен одмор да се регулира на гранкаво ниво. Јуни ќе остане забележан по големата манифестација Бабина баница, кој ги собра љубителите на традиционалниот македонски специјалитет во манастирскиот комплекс Еленец во селото Цера, Македонска Каменица. Во рамки на настанот, според старата традиција, се подготвуваше баница под Вршник. Комплексот Еленец во село Цера, Македонска Каменица денес беше зборното место на пензионерите од Македонија. Над 5000 посетители беа дел од 4-тото издание на манифестацијата Бабина баница, која ја организира Сдруженијето на пензионери од Македонска Каменица. Срцето ми е толку исполнено, толку возбудено. Имаме активно дружење со програма, што не ги оставаме пензионерите да дојдат и да седнат на чебенца, да отворат шишенца и така. Јас верувам дека над 5000 присутни и затоа денеска Еленец е центар на збитнувањата во Република Македонија. Врв на пензионерското организирање, каде што пензионерите од повеќе здруженија преку едно масовно движење дојдоа тука на Еленец да се сретнат, да се дружат, да се поздрават. Општина Македонска Каменица и градоначалникот Дарко Митевски ја подпомогнаа оваа манифестација, единствена во Македонија која собира најголем број пензионери од Македонија. Од година на година се збогатува програмата на манифестацијата Бабина баница, веќе 4-та година, а како претходните години имавме само на подготвување баница на традиционален начин и фолклорна ревија, оваа година веќе имаме и ликовна колонија. Задоволство е заради тоа што во една мала општина како што општина Македонска Каменица се собираат луѓе од цела Македонија. Имаме денес гости од Струга до Куманово, да кажеме дека од преку 45 здруженија на пензионери. Традиционалната баница под Вршник, подготвена на лице место од пензионерките од неколку здруженија, е главната атракција на масовниот пикник, баници подготвени по традиционални рецепти. Рецептот е брашно, тесто, урда, масло и печење под Вршник. Ќе се трудиме по можност да биде ровко под Вршник испечено, како што и самите знаете и гледате, и благодариме на сите оние што кога ќе дегустираат да биде вкусно. Од Гази баба, од Стајковци, па ова рецепта ни е измеѓу бабина, измеѓу наша, така да нешто со компирче, со кромиче, нешто со мевце. Жирито е тука, па нека процени. Надпреварувачкиот карактер на овој дел го прави уште поинтересен овој настан, а комисијата ги селектира највкусните 3 баници. Да е традиционална баница, кората да е тенка, да биде вкусна, да биде растресита и тука критериумите се гледат по тоа што и да видиме и оценуваме и брзината. Брзината и како е испечена баница. Овој ден пензионерите од Македонија го користат пред се за дружба, но и да се помолат за здравје во манастирот Покров на Пресвета Богородица. Трет пат доваѓаме, убаво, така, забавно е. Убаво се поминеме. Доваѓаме ја 3-4 пати, фино се осеќаме, доваѓаме, така убаво е. Баш за пензионер. Да, за здравје, да, за манастирот, така и нека дава Господ здравје. А јас доваѓам 2 пат и многу ми се свиѓа, многу е убаво, чист воздух. Природа убава, народ, луѓе од секаде, дружиме се убаво и така и Надпреварот Бабина баница и годинава беше пропратен со богата културно-уметничка програма и со традиционален манастирски ручек.
Инаку локалитетот Еленец се наоѓа на надморска височина од околу 1200 метри, а општината го остава како своја цел за развој на туристичкиот капацитет. Денеска во Пробиштип се осветуваше крсталницата во црквата Успасение на Пресвета Богородица. На осветувањето учествуваа митрополитот на Брегалничката епархија господин Иларион, митрополитот на Кумановско-Соговски господин Јосиф и митрополитот Тетовско-Гостиварски господин Јосиф и повеќе свестено служители од Брегалничката епархија. Општина Пробиштип ја помогна изградбата на крсталницата со средства во висина од околу 1 милион денари. Уредувањето на внатрешноста на крсталницата ја помогна бизнис заедницата во оваа општина. Патрон на крсталницата во Пробиштип е Свети Климент Охридски. Воедно денес се крштиваа и деца. Исплатата на К15 да биде на доброволна основа. За ово утре ќе преговараат синдикатот, Организацијата на работодавачи и бизнис коморите. Синдикатот, Организацијата на работодавачи и бизнис коморите утре ќе преговараат за исплатата на К15 да биде доброволна. Регресот за годишен одмор да се регулира на гранково ниво. Приватниот сектор кој не е член на гранковиот синдикат нема да има законска обврска да исплаќа, а пак компанијата, ако има пари, работодавачот доколку сака може на работниците да им исплати регрес за годишен одмор. Истопанските комори бараа укинување на К15, чии што членки за да ја исполнат законската обврска морало да земаат кредит. Исплатата на К15 во висина од минималната загарантирана плата беше договорена минатата година во колективниот договор за приватниот сектор. За газдите кои не го испочитуваа ова следуваа парични казни. Но голем дел од нив ги кратеа платите или им ги бараа назад дадените пари само за да избегнат казни и да го испочитуваат законот. Стравот дека не може да се најде ново работно место, долготрајноста на постапката за докажувањето дека постои мобинг на работното место, луѓето се почесто продолжуваат да работат иако претрпеле мобинг. Често пати ќе слушнеме од луѓето дека се незадоволни од работата, дека нивните претпоставени психички ги вознемеруваат, малтретираат, навредуваат, а кога такво нешто постои, тогаш вработените лица претрпеле мобинг. И покрај тоа што во Македонија е донесен закон за заштита на работниците на работните места, има случаеви каде работниците не се доволно храбри за да поднесат судска постапка. Морам да потенцирам моето искуство од синдикалното работење дека работниците доваѓаат кај мене во синдикатот да се пожалат не толку често во однос на мобингот, меѓутоа имаше случаи кога доваѓаа и регистрираа мобинг, значи си ги кажува своите проблеми, меѓутоа кога се обидував да превземам професионални чекори во нивната заштита, тие некако како да беа уплашени. Застануваат тука и немојте, јас само сакам да ве информирам, а меѓутоа проблемот не е само да се информира синдикатот или надлежните институции. Тука е потребно да се преземе соодветен чекор, да се застане цврсто за таквите случаи и во одбраната на работниците. Мобираните лица чувствуваат страв, не се спротиставуваат на работодавачите, а нивното стравување се должи на тоа што мислат дека нема да најдат нова работа, па народски кажано ја светкуваат опашката и продолжуваат да работат. Синдикатот е тука правиот браник на нивните права и интереси, тие треба тоа да го користат, да бидат членови на синдикатот, да се организираат. Потребно е можеби тука и јавната свест, да се зголеми јавната свест кај работниците, да се охрабрат, да ги пријавуваат сите случаи на мобинг, да не се плашат. И мислам дека на тој начин може да се направи чекор напред во однос на заштитата на работниците од мобинг. На прашањето каде најмногу постои мобинг, дали во приватните институции или во државните сектори, професорот Андон Мајхошев вели дека вработените во приватните сектори се повеќе изложени на мобинг. Може да се каже дека ретки се случаите кај нас кога работникот ќе крене раце и ќе го напушти своето работно место.
Откако представата Хотел ни на небо ни на земја беше 15 пати представена на сцената на Народниот театар во Штип, штипската публика наскоро ќе може да го види најновото дело на штипските актери кој е во подготовка. Имено во тек се пробите за најновата представа Малограѓанска свадба на Бертолт Брехт. Премиерата е закажана за 26 јуни. Малограѓанска свадба е една од ретките комедии на Бертолт Брехт. Забавна представа која се подготвува од април годинава и на штипската публика ќе понуди нов начин на перцепција на театарската уметност. Кој што треба на публиката да им даде едно ново интересно чувство на тоа како е да се гледа една представа. Мислам дека ќе успееме до крај да го изведеме тоа што сакаме да го изведеме и дека ќе публиката ќе си оди задоволна од представата. На кој начин тоа е? Па тоа е затоа што самиот пристап кон представата е малку поразличен, не е толку класичен, значи За интеракција со публиката? Па има некои делови, не би сакал да откривам се, нели, но да, има интеракција, но повеќе во самата структура на представата, како е таа работена, како на кој начин сакаме да ја раскажеме приказната од представата и така натаму. Освен интеракција со публиката, представата ќе понуди и музички дел. Брехте да се подразбира да има и сонгови, тоест музичка интерпретација на монолозите на сцените и ќе има од се по нешто. На останатите актери работењето на оваа представа им представува големо задоволство, со оглед на тоа што делата на Бертолт Брехт со години наназад не биле поставувани на штипската театарска сцена. Се работи за многу интересна представа која што ја покажува малограѓанштината на еден народ. Имам во представата го играм пријателот на младоженецот кој што човекот доаѓа на свадба, стануваат кумови, доаѓа на свадба и понатаму тој толку се расположува што дејствува во представата на еден многу интересен начин, не би сакал да откријам. Ойген Бертолт Фридрих Брехт е германски поет, драматург, режисер и теоретичар на уметноста, кој работел на развојот на новите облици на театар, кои треба да ги поттикнат гледачите на размислување и делување, со В-ефект, кој значи разбивање на пречките помеѓу публиката и актерите. Ефтим Трајчов Геурски, која игра една од носечките улоги во представата, младоженецот кој одлучил да се ожени со млада невеста, се обиде да ни го долови начинот на кој треба да ја прифатиме представата Малограѓанска свадба. Публиката треба да го доживее оваа представа како една вид на проба, значи да види дека ова е театар, да види дека глумците се спремат, нема ништо криење, не играме ние ликови, напротив ги презентираме. Тоа значи не соживување, реализам, туку обратен процес, значи форма, чиста форма каде што со примеса на гротеска, каде што на публиката нема да ја вовлече во приказната за емотивно, да ја разбуди, туку ќе ги отвори неистината психолошка свест, ќе отвори, ќе ја исчисти и ќе гледа на работите трезвено, не емотивно, значи само да расудува. Представата Малограѓанска свадба не е дел од програмата на Министерството за култура и поради тоа се реализира со средства од Штипскиот театар. Намерата е со премиерното издание на Малограѓанска свадба публиката премиерно да се запознае и со начинот на работа на нововработениот млад режисер Никола Ристов. Природни патишта и квалитетни пасишта. Ова се важни предуслови за развој на сточарството. Субвенционирањето на оваа дејност дава резултати, но државата мора да ги решава и инфраструктурните проблеми на кои наидуваат сточарите. Овчарството има перспектива, но без пасишта и водопоила не може да се очекува поголем развој, сметаат оние кои повеќе години се вклучени во одгледувањето на овци. Проблемот со водопоилата и пасиштата не е од вчера, се провлекува наназад повеќе од 30 години, а пари за пасишта и водопоила сточарите издвојуваат. Што се однесува, ја од 80 година работам во предпријатие, мислим и пред тоа, ниеден пат не е направен во шаш. Нити пасиштата се милитарират, нити становите басилата се прават, нити патишта имат, уште ние ги возиме, мислим, лекото го возиме со коњи. Пасишта е многу тешко спрема број на овци кај нас што е во овој атар. Тешко. Немаме доволно пасиште. А за пасишта да издвојувате да се? Па секоја година мора да издвојуваме пари. Ние по 50 денара мислам дека е од глава на овца. Сточарите сметаат дека извори за вода постојат, само нема кој да ги адаптира. Со водопоила исто сме слаби. Овие последните 12-13 години, можда и 15 години, ништо не е чепнато, нели да се обнове пашата нешто и таква работа. За водопоила ништо нема тоа.
Каде ги поите вода? Па еве, јас имам од водовода донесено тука вода и така со тоа ги попавам тука. Необходно е да има и водопој. Да, необходно е да има на пашата, да си има. Тоа е најдобро што може. Имаме ние извори, имаме потенцијали дека да се направи водопоила, ама нема кој. Но освен со недостиг на пасишта, сточарите се соочуваат и со проблеми при пласманот на јагнињата. Велат монополот треба да се разбие. Таму ми имаме 4 кланици, ќе дојдат италијанците и ќе ги окупираат кланици, ќе им дават по 10.000 евра, друг да не може само тие да колат, а сите, мислим, индивидуалните земјоделци ќе чекат на крај да го дајат јагнето, ќе почне со 120, а ќе дојде до 180 јагнето. И покрај ваквите проблеми, одгледувачите на овци сметат дека овчарството има перспектива, меѓу другото и поради субвенциите кои за оваа намена ги издвојува државата. И овде има и една друга мерка што државата го применува, бенефицирање на овчариве. И тоа е многу добра мерка и бројот на овците беше паднат 400 до 350.000, али сега више 600.700 е наголемена. Има многу добри знаци за тоа и со субвенциите, и со субвенцирање на овчарите, и на овците, и на јаганцата сега во последно женско јагне што ставаме. Во Македонија пред 30 години имаше над 1.500.000 грла овци. Сега околу 500 до 600.000 со тенденција на зголемување. Но покрај субвенциите потребни се и други предуслови за поинтензивно сточарење. Меѓу другото, обезбедување поголеми тревни површини и вода за добиток. Во насока на заштита од болеста син јазик, Агенцијата за храна и ветеринарство започна со делење на превентивни летоци и како сточарите да ги заштитат своите стада. Големата влага и топлото време се идеална подлога за појава на комарци, кои пак се јавуваат како вектори на болеста син јазик. Затоа Агенцијата за храна и ветеринарство превентивно издава летоци со цел да се спречи појавата на оваа болест, која минатата година беше погубна за старата од истокот. Токму поради таа причина, ветеринарите препорачуваат до сточарите навреме и редовно да извршат дезинфекција, дезинсекција и дератизација во своите фарми. Болеста син јазик или фебрис катаралисовиум, како што е познато во јавноста, минатата година направи големи штети во сточарството, особено во овчарството. За таа цел Агенцијата за храна и ветеринарство подготви леток со цел информирање на сточарите за болеста, загубите и превенцијата од истата. Значи се препорачува редовна, правилна и навремена дезинфекција на одледувалиштата, повисоко ниво и чистење и повисока хигиена, исто така и третирање со репеленти, односно средства за штитење од ободување на инсектите. Од Агенцијата за храна и ветеринарство пак препорачуваат сточарите будно да ги следат своите стада и доколку забележат првични симптоми кои укажуваат на болеста син јазик, веднаш да побараат помош во ветеринарните станици. При најмал сомнеш или појава на симптом на болеста, задух, куцота, ерозии, луцерации, абортуси, треска или било што, или пак при отварање на устната празнина, појава на оток или на специфичната боја сина, од кај што го добива синиот јазик оваа болест, значи треба да биде информиран надлежниот ветеринар, надлежно ветеринарно друштво, исто така и надлежниот ветеринарен инспектор на Агенцијата за храна и ветеринарство. Болеста син јазик најчесто се јавува кај овците, но може да заболат и говедата и козите. Агенцијата за храна и ветеринарство будно ја следи состојбата со појава на болести во државата и во земјите во регионот. До сега нема пријавено случај на оваа болест. Планинските ливади на Осогово и Плачковица богати со лековити билки. Добрите познавачи и собирачи на истите на пазарот нудат чаеви, но и совети за што се користат и како да се консумираат. Задоцетата пролет, која ја карактеризираат чести врнежи и топло сонце, влијаеше на забрзана вегетација на тревите и целокупната вегетација на Осоговските планини на Плачковица. Собирачите на лековити билки велат дека од планинските ливади се шират опојни мириси на најквалитетна трева. Тоа ги намами тие што ги разбираат чаевите, кои од планината се враќаат со полни торби. Најискусните и добрите познавачи на лековитите билки на пазарот нудат чаеви, но и совети за што се користат и во колкави количини. Беше понапред игличката, па сега глоко се заврши со него, па сега ќе чекаме липката, мајчина душичка, ригенчето, житио картарион,
Конското паче се служи за искрување на камења на бубрезите. Мајчината душичка за смирување на болки, сега глоко се бере за срцето и за притисоко, да биде нормално. Игличката за кога многу кашля човек да изкашлува. Сега повеќе купуват за лекове, отколку за простин. Да речеме, ако се е простинал, не, за лекове. Овие чајви ги има од Кочанско нагоре, на Полигоно нагоре, не знам, не се модела, на Костин дол, пресека. Тоа е протока, а тоа се сади на дрво порасне и се бере како учушка се раѓа, а кога има запек човек да изеде едно зрнце, две и да му помине, да го прокара. Чај се прави тоа, се прави мармалад, чај се прави повише. Откако ќе помине сезоната на чаеви, ќе започне собирањето на шумски плодови. Стотици граѓани секоја лето излегуваат на падините на Осоговието и Плачковица, каде собираат капини, малини, дренки, печурки и други плодови, од кои го надополнуваат својот домашен буџет. Поединци ги берат и напуштените сливи, ореви, лешници, јаболки и круши, за кои се знае дека се еколошки здрави и мощне корисни во исхраната. При удар во столб од подвозник, бегајќи од полицијата, 20-годишен скопјанец ноќеска со своето комби излета од патот. 14 од мигрантите кои ги превезувал се повредени, а несреќата се случи на регионалниот пат Велес Градско. 14 мигранти се повредени ноќеска околу полноќ, откако возачот на комбето со кое се превезувале се обидел да избегне полициска патрула и возилото излетало од патот. Според СВР Велес, синоќа 10 минути по полноќ, на регионалниот пат Велес Градско, полициски службеници забележале товарно возило марка Ford Transit со скопски регистарски ознаки, на кое му дале светлосна и звучна сигнализација да сопре заради вршење контрола. Во моментот кога ја забележал полициската патрула, возачот ја зголемил брзината на движење и седал во бегство, за да во еден момент во близина на местноста викана Венуле, излета од десната страна на коловозот и удри во столпот подвозник. Веднаш по несреќата возачот излегол од возилото и седал во бегство, но бил фатен од полициските службеници. Во товарното возило затекнати се 14 лица странски државјани, кои имале повреди и со возилото на итната медицинска помош се пренесени во медицински центар Велес. Пронајдени се уште 4 лица странски државјани кои се наоѓале во товарното возило за време на сообраќајната несреќа, но кои го напуштиле местото веднаш по несреќата и се дале во бегство. 20-годишниот возач со иницијали ДС од Скопје, кој го управувал товарното возило, е задржан во просториите на полициската станица Велес, а против него е поднесена кривична пријава поради основи на сомнение за сторено кривично дело – криумчарење мигранти. Од страна на полициски службеници од регионалниот центар за гранични работи Југ, странските државјани ќе бидат пренесени во прифатниот центар за странци на Министерството за внатрешни работи. Со вестите од спортот го завршуваме дневникот. Повеќе информации може да најдете на нашиот веб портал kanalplus.mk. Ви благодарам на вниманието и имајте пријатна вечер.